извинам, што ќе читам Читувани гости, роднини, пријатели и почитувачи на Македонија. Пред се сакам да изразам моето огромно задоволство што воопшто сум дел од едно вакво, според мене, исклучително случување. Фасцинантноста на истражувањата од господинот Бранко Сотировски за мене беа повеќе од доволна провокација да се нафатам со сите мои расположливи знаења и средства да создадам музика што ќе отслика, се надевам, соодветна истата таа фасцинантност. Бидејќи се работи за неверојатно голем временски период, задачата беше исто толку неверојатно тешка, но провокативна и примамлива. Секој создавач се соочува секогаш со истиот почетен проблем, кој се состои од прашањето која ќе му биде предовната отправна точка или иницијална каписла, што ќе ја креира на крајот и целата форма, во овој случај музичката форма. Јас ја најдов и се надевам дека не погрешив во македонското етногенетско наследство, што секој македонец сакал или не сакал да го признае, го поседува. Бидејќи длабоко верувам во теоријата дека создавачот е само еден вид талентиран медиум, односно посредник на се она што е напишано во универзумот, се што треба да направи е да ги регистрира сите тие вибрации и да ги преточи во музика. Звучи многу лесно, но како и се во животот што е релативно, така и оваа леснотија треба баш така да се свати, затоа што без рационалниот ум, кој сето тоа ќе го следи, секако не се може. Кога нова ќе се доведе и дипломата од нашата музичка академија, која ми дозволува и официјално да се занимавам со музика, тогаш се доби ваков музички производ, кој што имавте можност да го чуете. Инаку музиката има собствен јазик, кој допрва треба целосно да се кодифицира, но едно сигурно, таа или ве допира длабоко во душата или не. Затоа музиката е еден од најуниверзалните светски јазици, дури поуниверзален и од претендентите за тоа од светските говорни јазици. Ова ми дава надеж дека мојата музика, компонирана врз база на дешифраните текстови од господинот Бранко Сотировски, со голема силина ќе ја подкрепи книгата Зета Македонија и ќе провоцира незино читање, проучување или на крајот на краиштата една проста заинтересираност од љубопитство, ако не од друго. На крајот би сакал на господинот Бранко Сотировски да му се заблагодарам што ме ангажираше како автор и да му посакам пред се здравје, долг живот и голем успех на ова грандиозно издание наречено Зета Македонија. Благодарам. За вашето присуство. Мојата цел со книгата е да го искажам континуитетот на македонското име, наука, култура и јазик од искона до денес. Тој е сочуван преку илјадници гравири и артефакти оставени од македонскиот народ из целиот свет, преку државното уредување на зетувањето или царувањето. Сите денес кралства и царства во светот водат корен од македонските цареви и тоа од периодот на државното уредување на Зета Македонија, македонскиот антички период и период на христијанството и тоа преку Новото македонско царство, Самуиловото царство и династијата Немањичи до денес. Континуитетот на владење на македонците со своите зетови цареви е презентиран со книгава, но еден од поновите записи е и декретот на цар Стефан Милутин од 1299 година, кој се чува во Белградската народна библиотека. Стефан Милутин е дедо на цар Душан Немањич. Стефан Милутин, како и неговиот внук цар Душан, се декларира за македонски цареви. Во Македонија последниот крал е крал Марко. Крале Марко е најголемиот јунак во народното творештво на македонскиот народ. Со овој континуитет на владење на македонците низ светот, укажуваме на фактот дека Македонија има свој цар или крал, потомок во сите царства и кралства во светот. Јас во оваа прилика сакам да изразам благодарност за дадената помош при реализација на проектот Зета Македонија и тоа на Министерството за култура на Република Македонија, Мили Ѓорговска Илиевска, директор на Кинотеката на Македонија, Ристо Поповски, Васил Илјов,
Милош Линдров, Александар Станковски, Маја Донева, Марија Приличкова Джексон, композиторот Сашо Леврински Лаврот, Серафина Фантузо, Сузана Спасовска, маестро Зоран Джорлев, Ката Македон Господова Боркина Сотирова Лавка Евтимова, Гоце Богдановски, Јасминка Ристевска-Пеличкова, Сонја Цоневска, Д. Васко, како и до сите присутни во салата.